Добро дојдовте во урбаните вести. Денувиве се очекува главниот град да блесне во новогодишен сјај. Градот Скопје за таа намена од својот буџет издвои околу 5 милиони динари. Започнуваме со вестите веднаш по генералната најава. Стопирана изградбата на панорамското тркало. Лицата со посебни потреби од Карпош добија финансиска помош од општината. Волшебната новогодишна елка поставена во Рамстор мол. Спречено донесувањето на нацрт буџетот во општина Газибаба. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов информира дека Скопје нема да добие панорамско тркало. Сите процедури се стопирани, а ќе се презимаат мерки за дислокација и на галиите во Вардар. Стопирана е градбата на панорамското тркало, информираше денеска скопскиот градоначалник Петре Шилегов. Тој истакна дека е голема среќа што тркалото не било платено, а со тоа ќе се заштедат големи граѓански пари. Шилегов нагласи дека договорот со градежната фирма ДГ Бетон е storниран, а за позициите кои како што рече досега се изведени, како и за се во Скопје 2014, Бетон е навремено платен. Панорамското тркало е стопирано со градба, од него нема потреба градот. Жива среќа е што не е платено, па барем ќе заштедиме народни, државни, граѓански пари. Остатокот од објектите во коритото на реката Вардар се, како што веќе известив јавноста, дел од постапки и процедури кои што се одвиваат натре во администрацијата на градот Скопје и бараме и мислени соработка од надлежни други органи. За нас приоритет е безбедноста на Скопје. Шилегов исто така информира дека во тек е правната постапка за галиите во Вардар, пошто ќе се преземат следните чекори. Галиите, насипите и градежниот шут во коритото на реката Вардар ја намалуваат проточноста на водата и со тоа сериозно ја загрозуваат заштитата од поплави на градот Скопје. Во тек е правната постапка, деновиве кои што се пред нас, надлежните инспекцијски органи на градот Скопје ќе ги посетат собствениците на објектите за да видиме нивната согласност согласно дадените решенија, па ќе ги преземеме понатамошните чекори. Општина Карпош ја продолжува традицијата за доделување еднократна парична помош на лица со попреченост кои живеат во оваа општина. Градоначалникот Стефан Богоев изјави дека општината нема само на овој ден да им помага со еднократна помош, туку проблемите на овие лица ќе се решаваат системски. По повод Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, а под мотото трансформација кон одржливо и еластично општество за сите, општина Карпош по 7 пат оваа година додели еднократна парична помош од 4000 денари на 120 граѓани, лица со попреченост кои живеат на територија на општина Карпош. Градоначалникот Стефан Богоев истакна дека заложба на општината е да се грижи во текот на целата година за овие лица, а не само на одбележувањето на Меѓународниот ден, и потенцираше дека проблемите кои ги имаат лицата со посебни потреби треба систематски да се решаваат. Богоев потенцираше дека меѓу приоритетите ќе биде подготовка на сеопфатен регистар во кој ќе бидат наведени сите лица со попреченост во општина Карпош. Нашата цел е системски да наоѓаме заедно со државните институции решенија и како да им се помогне на овие наши сограѓани кои што имаат некаква попреченост или имаат некакви посебни потреби. Не е целта само за овој ден да се собираме и да помагаме финансиски, тоа е најмалку што можеме да го направиме. Она што се пристапни рампи и пристап до институции, до влезови, тоа е нешто што нормално општината го прави и ќе продолжи уште поинтензивно да го прави. Меѓутоа и со дел од здруженијата договараме изготвување на детален регистар на лица со посебни потреби за да знаеме колку такви луѓе имаме на територија на општина Карпош, каде се наоѓаат, каде учат, каде работат, за да можеме да ги креираме стратегиите на локално ниво врз база на тој регистар, како на овие луѓе да им се олесни пред се движењето и како да им се помогне. Општина Карпош се труди на овие лица да им помогне во нивните реални потреби и колку е можно повеќе да ги вклучи во пазарот на труд. Таков е случајот со една жителка на општина Карпош на која ќе биде обезбедено вработување веднаш по дипломирањето. Би сакала да истакам дека не само декларативно се грижиме за овие лица со посебни потреби и со различни видови на хендикеп, тука и навистина им помагаме во нивните реални потреби. Еве се работи например за едно лице кое што бара вработување и за кое што сме спремни веднаш по нејзиното дипломирање и да се обидеме да ја вработиме
во нашата локална самоуправа. Се работи за Марга Велеска, која што мислам дека јавноста многу добро ја знае. Таа со години наназад се бори со церебралната парализа и да, како наш жител, значи ние како локална самоуправа се обидуваме да ја најдеме решение трајно кој што ќе помогне нели во понатамошните животни процеси. Проблемите со несовесно паркираните автомобили се поттик за реализација на кампањата која денеска ја започнаа паркинзи на општина Центар и граѓанската иницијатива 5 до 12, а се со цел да се подигне свеста на возачите да не паркираат на места наменети за лица со посебни потреби и да се посочи проблемот со непрописното паркирање низ градот. Јавното предпријатие за јавни паркиралишта паркинзи на општина Центар и граѓанската иницијатива 5 до 12 денеска потпишаа меморандум за соработка и ја представија кампањата Паркирај совесно, не им го одземај паркинг местото на оние на кои им е најпотребно, со цел да се подигне свеста на возачите да не се паркираат на места наменети за лица со посебни потреби и да се посочи проблемот со непрописното паркирање низ градот. Активистите на Сдруженијата за лица со посебни потреби од цела Македонија, кои се дел од граѓанската иницијатива 5 до 12 и вработените на јавното предпријатие паркинзи на општина Центар ја започнаа кампањата со поставување на летоци на паркираните автомобили на паркиралиштата со кои стопанисува ова предпријатие, кои повикуваат на совесно паркирање. Од граѓанската иницијатива 5 до 12 велат дека се приклучиле во оваа кампања заради проблемите со несовесно паркираните автомобили со кои се соочуваат секојдневно. Тие апелираат до возачите да не паркираат на места наменети за лица со посебни потреби, за да можат да функционираат нормално. Во состав на кампањата ќе се отвори посебна телефонска линија, каде граѓаните ќе можат да ги пријавуваат сите непрописно паркирани автомобили, односно автомобили паркирани на места означени за лица со посебни потреби, и за истите ќе се преземаат посебни санкции. Пајак службата на ПОЦ ќе интервенира веднаш по добивање на повикот, а на местата каде што нема пристапност ќе се поставуваат блокадори. Кампањата ја поддржа и градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ, кој заедно со активистите ги предупредуваа возачите да не паркираат на местата кои не се наменети за нив и да не им го одземаат паркинг местото на оние на кои им е најпотребно. Со цел на времено откривање на проблемите со видот кај најмладите, односно учениците од 1 до 3 оделение, во општина Карпош започна реализација на бесплатни офталмолошки прегледи во соработка со Lions Клуб Македонија и USAID. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев денеска го презентираше проектот за бесплатни прегледи на видот за учениците до 3 оделение во сите 10 основни училишта во општината. Проектот е во соработка со Lions Клуб Македонија и USAID, партнерски организации кои покажуваат нивната општествена одговорност и грижа за локалната заедница. Сите знаеме, сме биле сведоци каде што со наши кога сме биле на тие систематски прегледи за жал кои што се многу досна прво второ оделение, се случувале ненамерно да се пропуштат многу случаеви и дечиња со поголеми оштетувања на вид да бидат занемарени. Благодарение со апаратурата која што е набавена во рамките на овој проект, тоа се едни интересни апарати кои што личат буквално како апарати за сликање, за 10 до 15 секунди може да се детерминира доколку се најде некакво оштетување на видот. На овие превентивни скрининзи досега ние имаме направено преку 17.000 скрининзи на територија на Република Македонија. Нашата цел е да ги прегледаме сите дечиња на возраст од 3 до 6 години, а воедно поради големиот интерес кој што го имаме во изминатиот период, почнавме секако да ги правиме овие скрининзи во училиштата. Инаку потребата од имплементација на ваков проект поттикнува од грижата за најмладите. Како што рече градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, новото време носи нови технологии и иновации, чии консументи се младите кои се постојано пред компјутер, таблет, мобилен телефон, телевизор и често се соочуваат со проблеми во видот. Започнуваме еден проект заедно со Lions Club International и со USAID за бесплатни очни прегледи за нашите најмлади карпошани од 1 до 3 оделение. Продолжуваме во наредната година и со сите останати основни училишта на територија на општина Карпош кои што ги опфаќа истиот проект. Целта е до крај на школската година да се поминат сите училишта. Целта е со унапредување на овој проект секоја година да се опфаќаат што поголем број на ученици кои се постојано изложени на ризикот за оштетување на видот, посочуваат од општина Карпош.
Децата сместени во згрижувачките семејства ги искажаа своите новогодишни желби на ливчиња во форма на лампиони и ги закачија на волшебната елка поставена во Рамстор мол. Сега редот е на хуманите граѓани да исполнат некоја од желбите на овие дечиња. Традиционалниот проект Волшебна новогодишна елка, кој Рамстор мол неколку години поред го организира во соработка со Црвениот крст на град Скопје, од 1 декември е повторно активен. Во рамки на оваа кампања, дечињата сместени во згрижувачки семејства ги искажуваат своите скромни желби на ливчиња во форма на лампиони, кои ги закачуваат на волшебната елка, поставена во трговскиот центар. Посетителите на трговскиот центар добиваат можност да ја покажат својата хумана страна и да исполнат барем една детска желба преку нејзина реализација. Овогодинешната акција трае до 26 декември 2017 година. На посебно организиран настан по завршувањето на кампањата, подароците им се доделуваат на дечињата. За детската радост и насмевка не е потребно многу. Затоа сите да бидеме хумани, да ги исполниме желбите на овие дечиња и да им ги разубавиме новогодишните празници. Советниците од ВМРО ДПМН денеска го спречија донесувањето на нацрт буџетот во општина Газибаба. Како што информира градоначалникот на општината Борис Георгиевски, причината е поради солидарност со притворените учесници на настаните во собранието од 27 април. Советничката група на ВМРО ДПМН денеска ја блокираше седницата во општина Газибаба. Како што информираше градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, советниците поради солидарност со притворените учесници на настаните во собранието на 27 на предлог од председателот на советот поддржан од советниците од ВМРО ДПМН беше спречен да се донесе нацрт буџетот на општината. Нашата идеја, за кој знае и советниците на ВМРО ДПМН, беше носење на буџетот во две фази. Првата, она која денес требаше да се разгледа на совет, кој беше предлог програмите за работа на секторите во општината со сите нивни проекти, како и нацрт буџетот на општината. Во втората фаза, која требаше да се одвива во текот на ова недела, беше планирано нацрт буџетот да се презентира пред граѓаните, училиштата, градинки, бизнис секторот, како би се слушнали и нивните мислења и предлози, како да се распределат средствата. Оваа блокада, која денеска ја прават, значи опасност да се исплаќаат плати, да се реализираат започнати активности, со еден збор блокада на системот на општината, која директно им штети на граѓаните. ВМРО ДПМН денеска со ова постапка ги спречи следните проекти кои беа дел од овој буџет. Изградба на системи за одводнување и пречистување отпадни води од населените места Трубарево до Дрма. Изградба на примарна фекална канализација за населените места Смилковци, Црешево и Винича. Изградба на системи за одводнување и атмосферска вода во Триангла. Изградба на спортско-рекреативен центар Црешево Стајковци. Изградба на нова детска градинка во Стајковци, изградба на топловодни инсталации во Триангла и хиподрум и уште многу други проекти од капитално значење. Градоначалникот Георгиевски додаде дека овие проекти се во интерес за подобри услови за живот на граѓаните. Тој посочи дека заедно со администрацијата во општина Газибаба и советниците од советничката група на СДСМ и коалицијата во текот на оваа недела ќе ги завршат сите планирани средби со граѓаните, бизнис секторот и невладините организации. Доколку советниците на ВМРО ДПМН продолжат со блокирањето на буџетот, ќе се премине на мерката за временно финансирање на општината. Во рамки на глобалната кампања 16 дена активизам против насилството врз жените, утворен е првиот фонд за парична помош на жени жртви на семејно насилство, кои сакаат да ја напуштат насилната средина. Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство го отвори првиот фонд за парична помош на жени жртви на насилство кои сакаат да ја напуштат насилната средина, интервентен женски фонд. Промоцијата на фондот е во рамки на глобалната кампања 16 дена активизам против насилство врз жените. Фондот ќе биде наменет за помош на жени кои се жртви на насилство и кои сакаат да ја напуштат насилната средина. Иницијалната помош ќе биде за обезбедување на медицинска документација,
извештај од специјалисти за ангажирање адвокат до моментот на добивање бесплатна правна помош, како и други итни мерки за поддршка на жената да излезе од насилната врска. Од националната мрежа информираат дека изготвиле критериуми за тоа кој би можел да добие средства од фондот, како и за процесот на доделување на средствата. Еден од основните критериуми е жената да биде подготвена да ја напушти насилната средина. Скопје, Велес и Куманово имаат еднаков пристап до водата и санитацијата, но некои работи треба да се подноват во наредниот период. Во Скопје и во другите две општини нема јавни тоалети, а во руралните средини има понесоодветен пристап до санитација, особено во училиштата. Проектот Правичен пристап до вода и санитација, кој се спроведува во Скопје, Велес и Куманово, покажува дека околу 90% во овие три општини има еднаков пристап до вода и санитација. Но како што изјави Наташа Доковска од невладината организација Новинари за човекови права, некои работи треба да се подобрат во наредниот период. Во Скопје и во другите две општини нема јавни тоалети, а во руралните средини има несоодветен пристап до санитацијата, особено во училиштата. Доковска појасни дека се работи за проект самопроценка за пристап до вода и санитација во три општини во Македонија, кој го спроведувале заедно со Институтот за јавно здравје, центрите за јавно здравје од овие три општини со поддршка на Економската комисија на Обединетите нации за Европа, посебно протокол за вода и здравје. Оно што нас не изненади, на кој што го ставаме акцентот како невладина организација, е дека во Скопје, па дури во останатите две таргетирани општини нема јавни тоалети, дека во руралните средини имаме понесоодветен пристап до санитација, особено во училишта. Потоа не речи се него ниту едно училиште, освен во Велес, немаат услови за со менструалната хигиена и дека во религиозните објекти во овие три општини немаме соодветен, односно нема никаков пристап до санитација. За верниците едноставно тоалистите се заклучуваат. Ева Баренберг од Економската комисија на Обединетите нации за Европа нагласи дека од анализите заклучиле оти пристапот до вода за пиење и санитација не е соодветен за одредени групи на лица, односно за девојчињата и жените. Според неа послаб е пристапот до исправна вода и соодветна санитација во руралната средина за лица кои работат на отворено. Целта е овие заклучоци од овие три општини да се искористат за подобрување на ситуацијата во самите општини, меѓутоа да се искористат како алатка која што може да се примени за проценка на ситуацијата со пристапот до вода и санитација на нивото на цела република. Раководителот на секторот за здравствена екологија во Институтот за јавно здравје, професор доктор Михаил Кучубовски, информира дека и некои други општини најавиле интерес за да се спроведе ова истражување кај нив и да донесат локални акциски планови кои ќе им помогнат во нивната работа. Така да се надеваме со некои од општините веќе имаме најава дека едноставно сакаат тоа да го направат, другите веројатно тоа ќе го направат во следниот период, затоа што сега се информирани советите на општините, така да едноставно ова надградба ќе следи. Не само овие општини што ги офативме, значи Куманово не е само Куманово, туку е североисточниот регион. И има веќе неколку други општини кои утре тоа ќе го дискутираме, но најави интерес да го спроведеме ово истражување таму и да донесеме и таму локални акциони планови кои ќе ми помогнат едноставно во нивната работа, не заради работа на општината, него во интерес на јавното здравје. Секој ова го правиме како јас како здравствен работник го работам секогаш во интерес на подобрување на здравјето на луѓето и намалување на евентуално болести по потекот од водата или поврзани со водата. И со санитацијата и со хигиената, тоа што беше спомнато. Замислете еден податок, ако немате во светот, на светско ниво, само ќе ви кажам, ако има луѓето сите ги мијат рацете со вода и сапун, за 44% би се намалиле диареја, број на случаи на диареја. Општина Ѓорче Петров деновиве спроведе акција за садење дрвца, засадувајќи стотина нови повеќе годишни растенија со висок квалитет.
Општина Ѓорче Петров деновиве спроведе акција за садење дрвца, засадувајќи стотина нови повеќегодишни растинија со висок квалитет, со старост повеќе од 10 години и оформен коренов систем. Засадени се липа, јавор, елки, бор и туја во дворовите на училиштата, Геронтолошкиот завод 13 ноември и на други локации, каде што претходно е направен увид и добиени се сознанија за потребата од засадување на нови дрвца, велат од општината. Во засадувањето на дрвцата, кое ќе продолжи и во иднина, учествуваше и градоначалникот Александар Наумовски. Од утре утринските температури во поголемиот дел од земјата ќе бидат под нулата. Од среда во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и дневните температури ќе бидат во благ пораст. МТМ Метео е во продолжение на урбаните вести. И уште една информација пред да се одјавиме. Во периодот од 9 до 12 часот утре без електрична енергија ќе останат дел од корисниците од улицата Исаија Маџовски во општина Ѓорче Петров. Од 12:40 до 14 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од објектот со број 16 и околните објекти на улицата Ацо Караманов во општина Цинтар. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.